Да, се враќаме во студиото. Тука со нас е господинот Гоце Делчев Тодев, председател на самостојниот полициски синдикат. Господине Тодев, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата. Една мала корекција. Промотор, односно особа што го оформи петиот синдикат во МВР, самостојниот полициски синдикат, иначе се други председатели и подпредседатели, а јас сум генерален секретар на Конфедерацијата. Меѓутоа, како и да е, у секој случај, особа кој целосно стои и проектот самостојен полициски синдикат е од 1 јануари 2025 ново нешто во Министерството за внатрешни работи. Ајде да почнеме со ова, да објасниме за гледачите, прво да им стане појасно, бидејќи вас ве знаја долги години како председател на независниот полициски синдикат и некако за многумина тогаш дојде и малку како изненадување кога вие, да речеме, се повлековте од независниот полициски синдикат, таму се назначи нов председател, па сега формиравте самостоен полициски синдикат. Можете ли малку да ни објасните за овие промени во синдикалното организирање, зошто дојдоа, зошто прво се повлековте од независниот и зошто сега го формиравте овој? 24 вести, односно вие имате ексклузивно право први да дознаат за таа вистина што се случуваше во независниот синдикат на полицијата. Основачот на независниот синдикат на полицијата, односно лично и персонално јас, од нова година навака мора јавно да ги кажеме реалните вистини за она што се случуваше и за триковите кои ги изведоа одредени млади момчиња во униформа, млади момчиња кои мисле дека ќе го продолжат патот на тоа што Гоце го правил, меѓутоа се она што од денеска мора да ја знае реалната вистина јавноста, ќе им биде јасно, бидејќи не само вие као јавност, туку поединци кои цврсто стоја од 2007-2008 и ја даваа поддршката на сето тоа што мораше да се случи во полицијата, односно ми ја даваа поддршката за оформување на независен синдикат, се сруши 2024 година, бидејќи младите момчиња мислеа дека тек така нешто што е градено 15 години ќе го превземат и ќе го водат како што они мислат, односно поединци што му ја дадоа поддршката на младото момче кое застана на чело на тој независен синдикат на полицијата, едноставно не го изманипулираа, него застана против Гоце за да бидат денеска началници, да бидат командири, да ја сменат улогата на она што го правеа одредени синдикалци во Македонскиот полициски синдикат наназад 30 години, бидејќи им е подобро тоа што го гледа и можеби се во право. Подобро е да бидат со дел од политиката, за да можат да кажуваат приказки на самата јавност дека ете има независен синдикат, се декларираат со називот кој јас го употребив као независен синдикат на полицијата, затоа што јас 8, односно 10 години бевме исклучено на улица, без разлика што многумина лепеа етикети дека близината на Гоце со тогашното раководство кој во изминатите 7-8 години го имаше раководството кое сега во опозиција, меѓутоа сето тоа од денеска практично мора да биде отворено прашање и да знае јавноста што све се случуваше, односно што е тоа што е вистината во делот на полицијата, и затоа од една огромна бројка на вработени во полицијата бевме принудени да го оформиме самостојниот полициски синдикат. Добро, повторно ќе прашав, ние ни дадовте вака една генерална општа слика, таму еве за јавноста да биде појасно, таму е избран господинот Маријан Кицев за председател на независниот полициски синдикат. Мартин Ефремов. Мартин Ефремов. Да, Мартин Ефремов е избран за независен полициски синдикат. Прашањето е дали вие доброволно се повлековте? Не. Дали ве сменија? Ме сменија тие што се сега практично началници, командири, раководители на смена, значи тие што беа практично против Гоце, за да станат началници и командири, да станат раководни функционери во полицијата, за да не ги очленуваат 500 или 600, веќе можеби и 700 припадници на полицијата што се практично во изминатиот период за члените во независниот синдикат се узурпирани од раководството на сегашниот независен синдикат на полицијата, бидејќи ако ги очленат,
ќе ја изгубат репрезентативноста, а вака им е добро, затоа што се промовираат во јавноста дека се тие вториот синдикат кој се репрезентативен во полицијата, за да може да ги манипулираат сите останати. Меѓутоа, нивната никаква активност, односно сето тоа што ништо не работат, а пак прашање е на кој начин излегува од конфедерацијата, од четвртата конфедерација, едната од 4 конфедерации на национално ниво, тоа е прашање за кое треба долги емисии да практично ги имаме на располагање за да објасниме на кој начин, односно ние да прашуваме, а тие да одговараат како излегува, односно на кој начин го злоупотребија статутот на независниот синдикат на полицијата, за да може да оформат сојуз на синдикати на Македонија пета сила. Значи ова јавноста веќе го слуша, почна да го гледа и така натака. Јас морам и јавно да го употребам вашиот медиум, дури го прашав полуиронично председател на Сојузот на синдикати, викам да не случајно правиш франшиза, пошто Сојузот на синдикати е еден на Македонија, меѓутоа имаш Сојуз на синдикати, млада пета сила. Така да паралелен, ајде да речеме, Сојуз на синдикати. Па можеби и е франшиза од сето она што го гледаме и што се случува, може и е франшиза затоа што имаме Сојуз на синдикати, имаме конфедерација на синдикати. Ова е нешто ново, да речеме. Ново, меѓутоа пак е идентично на тоа што го има Сојузот на синдикати, да ги копираат статутите од Сојузот на синдикати и од КСС, односно од Сојузот на синдикати, кај што еден припадник на полицијата не може да излезе од полицијата и од полицискиот синдикат, се доека големите председатели не кажат може, а треба да поминат 3 години за да излезат. Така да како е тоа можно? Не ми е јасно на мене, велите 600 луѓе бараат да излезат сега од синдикатот, не им даваат. Како може да не им дават да излезат од синдикат? Навистина не ми е јасно. Не смеа да им дадат. Ако им дадат да излезат, значи нивниот цензус кој го имаат као цензус, односно као бројка на членство, ќе падне испод законскиот минимум, ќе бидат синдикати како и самостојниот полиски синдикат без право на можност да бараат да учествуваат во сите оние преговори за колективен договор и договарање на повисоко ниво. И затоа не смеа да им дават, меѓутоа тука мора јавноста да знае, посебно полицајците да знаат што све им е оставено, односно со све што располагаат во моментот во полицијата, така да во МВР во моментов, практично целата јавност е свесна дека во изминатата 24 година, борејќи се и застапувајќи ги интересите на работниците во многу сфери, само полицијата е таа што не доби покачување, затоа што мојот глас таму кај што во делот на институциите како конфедерација ги бараме, го оставиме вакуум просторот за полицијата, затоа што бидејќи има големи синдикалци као Мартин Ефремов и останатите кои апсолутно не смеа да гукнат, не смеа да писнат во полицијата, и од таа причина платата на полицајецот остана на најниско ниво во државата. Меѓутоа од нова година веќе ќе бидат поинаку работите со Сојузот на синдикат, со самостојниот полиски синдикат ќе ги раздвижиме работите и барањата ќе одат до највисоко ниво. Ќе зборуваме секако за платата во полицијата, сакам уште еднаш да ве прашам за ова, бидејќи навистина е нејасно тоа што независниот полициски синдикат ќе изгуби репрезентативноста, тоа е нивен проблем во суштина, но и според уставот и според законите членувањето во синдикалната организација е доброволно. Не може никој да ве присили да бидете член на синдикат, ниту може да ви забрани да се одите од синдикатот. Како може да им забрануваат на членовите да се отчленат од синдикатот? Врз која основа го прават тоа? Видете, во Европската унија е тоа така. Меѓутоа ние сме далеко од Европска унија и едни од прашањата за кои можеби иронично кажуваме Европската унија, ние сме предалеко од светот. Овдека како Мартин Ефремов има синдикалци, еден огромен број на председатели кои го узурпираат правото на работниците, со помош и по пат на институциите тоа право си го добиваат, им зимаат членарина на работниците, не ги застапуваат интересите. Уставниот суд пак е капак на сето тоа што го прави со одредени трилер одговори со кои буквално и најпаметните кои ќе ги читаат одговорите на Уставниот суд си викаат па Мартин Ефремов е управо. Или е управо Македонскиот полиски синдикат или другите синдикати кои не дозволуваат 3 години од денот на поднесување на барањето да се отчленат. Така да работниците се оставени во
еден простор кај што едноставно само плаќаат членарина у ситуацијава во овие синдикати и немаат можност за очленување, немаат дефинитивно можност. Ние како самостоен политички синдикат и како Конфедерација на синдикални организации на Македонија веќе паралелно заедно со пристапницата ја пуштиме и електронската истапница. Значи ова е нешто што полициските синдикати кои во моментов се во МВР може едноставно ни да замислат тоа што ние го направиме. Значи ако некој од полицајците не сака да членува во самостојниот полициски синдикат, од самиот почеток може да знаат дека како што се зачлениле, електронски може да се ишленат и да истапат од синдикатот, бидејќи, како што кажавте, уставно загарантирано право е на полицајецот, на работникот да влегува или да излегува. Меѓутоа, безобраздукот на тој Мартин Ефремов е до таму отиден да користи една фраза пензионерот. Тој сака им презентира на луѓето, им фрла прашина во очи тој Мартин Ефремов, као председател на независниот синдикат на полицијата и мисли дека Гоце е веќе мртов, односно јас, тој што сум го оформил синдикатот, и он едноставно си вика, ово е пензионер, јас сега со фразата пензионер, едноставно на луѓето ќе им кажам дека ова е надвор, со една нога е во камник или во бутал, меѓутоа, Мартине, нема да е така, затоа што тоа што Гоце го знае, односно тоа што Гоце го поминал, посебно во сферата на синдикализмот, посебно во сферата на работните права на не само полицајците, него и подлабоко, бидејќи јас ова работа се занимавам, односно со ова не е работа, не е бизнис како што представуваат поединци во државата, ова е доброволна лична желба, едно 15 години добри се занимавам со потребата на правата на работниците, бидејќи Македонија чувствувам не као своја, него као држава која е заробена од политичарите, држава која како се менуваат властите, така се менуваат играчите, а и се сменија во независниот синдикат на полицијата и дојдоа добри политички играчи. Ова јавноста мора да го знае, ова од денеска натака мора да биде етаблирано до секој уво на секој полицаец. Да знаат дека не само во полицијата, туку и како генерален секретар на сите независни синдикати во Конфедерацијата на синдикални организации, ние се соочуваме и со делот во образованието, во државната администрација, во шумската полиција, во затворската полиција, значи се соочуваме со прашање и проблем со кој буквално е узурпирано правото на очленување на работниците од синдикатите. Да, тоа е навистина неверојатно, за мене зачудувачки, верам и дека и за јавноста. Добро, колку имаме сега полициски синдикати во моментот? 5. Да, македонски полициски, независниот синдикат на полицијата, самостоен полициски синдикат, синдикат на полицијата на Македонија и синдикат на македонската полиција. Ова какофонија, ајде да речеме, од синдикати, укажува дека можеби и не гледаме некаква секогаш искреност за синдикална борба, туку како да има и некои други интереси. Да, лични, политички, началнички интереси, пак се навратам на независниот синдикат на полицијата, затоа што македонскиот полициски синдикат веќе тоа сите го знаат и не постои некој од пензионерите или од младите, односно уопшто од граѓаните, кај што буквално синдикатот кој беше водечки, односно единствен синдикат во полицијата, кај што 2007 кога отпочнав со синдикални активности, дури ме прашува дали знам кај би отишол со оформување на независниот синдикат на полицијата и ако ви кажам дека неколку години беше табу тема, односно имаме синдикат, па не дава членарина и така натака, беше едноставно прашање дали сум начисто, што би направил со сето тоа што отпочнав процес на формирање, односно за движење на самиот синдикат. Меѓутоа, пак, и би ја закружиле што кажувате темата, односно прашањето, со моето пензионирање на вистина минатата година, кај што најдемократски практично отворив процес на Конгрес, на Конгресот ќе напоменам дека делот беше изборна година, кај што луѓето замајани од поединци влегува во една друга сфера, односно влегува во таа желба за началнички и командирски места и практично местата на членови на председателството, односно членови на одредени структури во независниот синдикат едноставно исплива на површина, меѓутоа времето ќе покаже. Да,
за волја на вистината, македонската полиција или Министерството за внатрешни работи имаат потреба од синдикално организирање. Еве сега ќе зборуваме за тоа, дали да зборуваме за дали е тоа подкрепено со оние сите милионски тужби кои ги добија припадниците на полицијата по разни основи. Ми се чини дека имаше податок околу 20 милиони евра дека им е сплатено 21 МВР врз основа на тужби, па се до ова што значи основни права, синдикално организирање. Еве вие сега ја спомнавте и платата, ќе зборуваме за тоа. Зошто велите дека единствено во полицијата не е покачена платата? Па затоа што нема синдикална заложба и борба. Значи таму синдикатите се И што е проблемот тука? обични пилни. Значи едноставно се пилни кои се мрдани од страна на политиката. Од сите политички гарнитури, односно од сите политичари и од се она што се вика политика во секој дел на општеството, односно во сите општини, на ниво на сите политички партии, во сите градови, едноставно политиката е таа што го движи делот на синдикализмот во македонската полиција, односно во делот на МВР. Добро, колку требаше да се покачи, кога требаше, зошто не е покачено и што правиме сега со тоа? Барањето на Конфедерацијата, моје лично барање во делот на сферата на полицијата е покачување од 15% веднаш, одма, задолжително, и тоа најбрзо што може, затоа што споредувајќи ги платите на одредени работнички или работници кои се на каса во Камаркет, во Стокомак, работници кои работат, да не зборувам, во одредени фирми или предпријатија кои достигнуваат и повеќе од 1000 евра, или да речеме само еден податок ќе напоменам, имаме можност пред Нова година на еден коктел, конобар кој има завршено безбедност, побараме само мислење, чисто штих проба направиме, бидејќи имаше конкурс во полиција за ВМРО, викам, еве ти идеална прилика, бе момче, викам, зема и кандидирај се, викам, да влезеш во полицијата, а дечкото и со карактеристики добри, да речеме, физичка подготвеност од аспект на можноста да влезе во полицијата, не праша дали ние сме нормални и дали поседуваме некој психијатриски тест, затоа што, викам, од прилика го знаев одговорот, па вика, јас као конобар, односно као менеджер во ресторанот, имам 100.000 денари плата, да идам, вика, за 35.000 денари, за да бидам на улица, да бидам полицаец, да се расправам со луѓе за 35.000 денари. Па тоа не ми паѓа на памет, бе, господине, вика. Така да, платата во моментов, во полицијата, во поглед на било какви анализи, испоредувајќи со работници од сите сфери во општеството, мислам дека не да е ниска или мала. Таа е плата со која ние се соочуваме со голем сериозен проблем, кај што дури веќе и на политичарите им даваме на порака дека ќе мора многу брзо и итно да се замислат, посебно министерот за внатрешни работи, таа плата мора да биде плата соодветна на некој од платите во окружување, бидејќи криминалот во крајен случај потекнува и од немањето на доволни средства на поединци, па и во полицијата. И полицијата не е, да речеме, од роботи или од вештачка интелигенција да бидат имуни на криминал. Не ги штитам, не ги брана полицајците у секој случај, не сакам ни да помислам такво нешто, меѓутоа да ставиме само една работа на маса, односно да ја разгледуваме, кај што имаме полициски службеници, кај што гледаат и какво движење има на делот на бизнисот, какви све бизнисмени поминуваат во нивниот дел на животот, кај што има луѓе што се со огромни суми на пари во делот на се нешто, а тие се со едни минимални суми на примања, така да за очекување и сето тоа што се случуваше во минатото, да одреден полициски службеник посегне по 5 евра. Значи полицаец не паѓа за 5 милиони евра, полицаец паѓа на 5 евра. Така да ова се реални факти за кои пак ќе напоменам. Значи во наредниот период, во делот на ова проблематика за плати, за колективниот договор кој мора да биде, јас ова
стално го зборувам. Значи наназад од моментот на формирање и на независниот синдикат на полицијата, минатата гарнитура не сакаше ни да помисли да биде послушан независниот синдикат, односно Гоце, бидејќи јас додека го водев независниот синдикат на полицијата за неполни 2 години го исполнив цензусот на добивање на членство од 20%, доставив специјален колективен договор за подпишување од 2 синдикати репрезентативни по моделот на Словенија. Значи, тоа е мој предлог од 2018 година. Ова го потенцирам затоа што тој колективен договор решава 99% од прашањата кои се врзани со работниците во делот на Министерството за внатрешни работи. Така да и сега потенцираме. Претпоставам дека дел од сегментите на ова емисија, бидејќи вашата телевизија као национална телевизија има сегменти кои аналитичките центри на одредени министри, а особено во ситуацијава министерот за внатрешни работи го замолува да има во предвид да, ако ништо повеќе, да ги седне на маса на едно место сите тие 5 синдикати. Не барам самостојниот полициски синдикат или конфедерацијата да биде потписник и не може да биде потписник. Меѓутоа има прашања кај што тие 97, односно 100 члена што од нова година се зачлениле, имаат посебни потреби за одредени делови во тој колективен договор. Меѓутоа за крупни прашања има синдикати кои, еве, у ситуацијава тие 2 репрезентативни синдикати мора да ги застапуваат правата и потребите на сите работници во полицијата. Така да ова е прашање за кое без разлика на се што се случува во полицијата, значи ние мора да го следиме трендот, или пак 11 синдикати има во полицијата во Бугарија. Не знам колку е познат податокот во самата јавност, ние сме држава во која во моментов ги имаме тие 5 синдикати во полицијата, тие 5 мора да бидат на округла маса со министерот или со комисија, односно со групација, работна група која ќе биде од страна на министерот, и овие прашања мора да се решаваат особено во делот на пари кои се предвидени за пари за буџетот на Министерството за внатрешни работи, за плата и за опрема, односно за функционирање на Министерството за внатрешни работи, бидејќи е најзначајното министерство во оваа држава, односно во секоја држава е Министерството за внатрешни работи. Имаше ли до сега во полицијата порамнување, усогласување на платата со минималната плата, бидејќи знаеме дека таа порасна неколку пати, имаше проблем во јавната администрација, во некаде имаше, некаде немаше. Каква е состојбата во МВР по тоа? Морам да ви кажам едно големо браво за самото прашање. Вие као новинари секогаш сте практично пред сите нас, односно ги знаете состојбите најдобро од нас. За жал, ако имаше, ние денеска поинаку ќе зборуваме, односно ако имаше усогласување, бидејќи јас од 2021 по првпат официјално направиме физибилити во делот на покачувањето на минималната и побараме као конфедерација и тогаш као претседател на независниот синдикат на полицијата со еден посебен предлог поднесен од моја лична страна до премиерот, односно до Министерството за финансии, до сите останати релевантни институции и Министерот за внатрешни работи, кои беа најповикани во делот на усогласување на платите со општиот колективен договор, меѓутоа за жал тоа не се случи. И за жал тоа до ден денеска не се случува. А стои во колективниот договор? Ако не, усогласувањето на плата е клучниот момент со кој со покачување на минималната плата и порамнување на платите и усогласување на посебниот колективен договор со општиот колективен договор, ние немаме да имаме ситуација полицаец да зима 25.000 денари плата. 3.000 денари повеќе од минималната плата. И пазете, ова се случува наназад 4 години. Инфлацијата 4,2%, 18,5% и 4,4% минатата година е повеќе од 30%, а ние во овие 3 години само имаме покачување на плата 10%, што значи дека и зголемување на практично синдикалната, односно животната кошничка на и животниот стандард на уопште на граѓаните не доведе во ситуација да полицајцот на вистина со таа плата која зима, која има, не зборам за одредени функционери во рамките на министерството, зборам за најголемата, односно најбројната категорија во Министерството за внатрешни работи, полициските службеници кои се оние
што ги гледаат граѓаните, највидливите во текот на нивното функционирање во општеството, тие се со најминимални плати во делот на Министерството за Па да, вашето барање од покачување од 15% значи дека е навистина минимално, бидејќи само за да се стигне инфлацијата би требало покачување од 20%. Токму така. Минимум, за да се изедначи со инфлацијата. Брза Ништо математика. повеќе, да. Брза математика, да, многу едноставно. Така да ако со тие 15% ги добиеме и ги имаме во делот на полицијата, ние едноставно ќе имаме, ако ништо повеќе, порамнување на делот на она што инфлацијата го има. На оно што го земале луѓето пред 3 години. Токму Да речеме, да бидат наисто, ништо така. повеќе. Баш така. Во однос на потрошувачката кошиче, ја спомнавте, морам да ве прашам, има еден, ајде да речеме, интересен, некои би кажале и контроверзен предлог, тоа е, еве го слушнав јас, од професорот Трајко Славевски, кој е сега председател на Советот во град Скопје, но поранешен министер за финансии, кој што вели дека според него потрошувачката кошничка треба да се ревидира, бидејќи тој вели во Македонија веќе нема 4 члена семејства, во просек сега зборуваме статистички, дека луѓето имаат помалку деца и така натаму, дека треба потрошувачка кошничка да се пресметува на 3 члено семејство, а не на 4 члено, што ќе значи автоматско намалување на таа потрошувачка кошничка, дека еве уште да поедноставам за гледачите, дека на луѓето не им требаат толку пари колку што вели сегашната потрошувачка кошничка. Небулоза невидена, ова што прв пат го слушам од вас, меѓутоа ќе мора добро да го проанализирам реално кажано и ова е сериозна работа да една особа кој бил и министер за финансии, висок политички да речеме функционер во делот на политиката, кој кажува дека бројот на членови е 3. Па зарем, ако тоа 3 члено семејство има да речеме некој од своите роднини и пријатели од луѓето што му се во странство, кој ќе му дојде, ќе треба да зима пари, а уствари и така се случува да дел од тие финансии од тие луѓе што заминале од државата, ако не ги финансираат, ако не им плаќаат одредени трошкови сметки на граѓаните во оваа држава, ние буквално ќе се доведеме во колапс. Зашто господинот Трајко Славевски не направи таква една анализа колку од тие семејства добиваат буџет, односно колку од тие семејства добиваат пари на годишно ниво или месечно. Им се префрлуваат на луѓето што едноставно дека едва крпат крај со крај. Значи така да со ова даден предлог и анализа од страна на господинот Трајко Славевски, јас воопшто не се сложувам и као член на Социјално-економскиот совет без право на глас, нормално као конфедерација на ниво на Социјално-економскиот совет, кај што пред 10 дена имаме и посебна седница кај што лично премиерот и го водеше, односно и учествуваше на таа една седница, се направи една посебна, да речеме, дебата во однос на кој треба да води, кои елементи треба да бидат застапувани. Зашто целосно се согласувам во она што самиот премиер напомена, дека начинот на водење, луѓето кои водат таа потрошувачка кошничка, односно кои прават анализи за потрошувачката кошничка, сите оние продукти кои се ставени во таа потрошувачка кошничка за да се дојде до одреден износ, можеби на вистина и сигурно има сериозни забелешки и од граѓаните, меѓутоа и од мене као генерален секретар во конфедерацијата, меѓутоа таа работа може многу едноставно се направи да, као и пазете сега, Сојузот на синдикати излезе со став дека тие се тие што на тој начин ја водат и нема да отстапат од тој начин на водење на пресметки на таа синдикална кошничка. Може да се случи да поголем број на синдикати или на владата или на дел од институции во државата водат или прават пресметки на ниво на држава за таа синдикална кошничка, меѓутоа не треба сепак да биде основа за дали да биде платата поголема или помала. Ние само треба да го следиме трендот на инфлација, треба да го следиме трендот на сето она што е во окружувањето и платите на работниците и уопште минималната плата од Босна, Албанија, Косово и така натака, ние сме ниво 0, односно ние сме ниво за кое треба сериозно и добро да се анализираат состојбите и таа синдикална кошничка. Ако одиме по принцип на 3 члена, ние ќе дојдеме во ситуација дека ова минимална плата и висока ќе треба да намалиме. Ако одиме по принцип 3 члена, така да
мора сериозен пристап во однос на овие прашања, затоа што не се така едноставни работиве. Пак, ако гледаме и дека граѓаните, односно сите оние сметки што ги добиваат као износ во пари за потрошена електрична енергија, е работа за која треба државата сериозно, односно владата да подразмисли на кој начин и кои се елементи вклучени во начинот па на пресметка на струја и мислам широка е темата, така да 3 члена основа за отпочнување на процес на пресметка на синдикална кошничка за мене е несериозно. Да. Добро, ајде да ги видиме останатите проблеми или актуелности во поглед на синдикалното организирање. Имаме едно писмо од независниот синдикат на затворска полиција и администрација кој го упатија до директорот Александар Пандов во врска со случувањата таму. Знам дека имате и членови од затворската полиција. Таму го прашуваат во однос на работите кои се случуваат, во однос на запалените возила во Идризово. Го прашуваат и дека тоа со деценија не им е дадена униформа. Прашуваат и за, се разбира, и за вишок саатите, за празниците, за платите, за сето, за условите во кои работи затворската полиција, кои гледаме дека се лоши. И според информациите кои ги добиваме, таму исто така не се пријавуваат луѓе за работа, нема доволно членови. Знаеме дека за време на минатата влада се ангажираше и армијата за физичко обезбедување на затворите. Значи, едноставно, никој не сака да работи во такви услови, каде што ќе биде под притисок, ќе биде напаѓан, ќе работи без опрема, а во исто време за сето тоа нема да биде ниту доволно платен. Морам да отпочнам од термин воредна состојба. Значи, минатата влада со право прогласи, бидејќи бев директно инволвиран и службено и стручно, дури и гранична полиција, кај што бев практично и од кај се пензионирав, даваше испомош со делот на она што беше офатено воредна состојба. Граѓаните ова, кој го знаел и кој не е ни впрочем ни битно, меѓутоа мора да се знае дека со прогласување на воредна состојба се дига нивото на потреба за едно посериозно настапување на поголем број на институции, кај што покрај армијата беше вклучена и дел од граничната полиција и беше вклучена дел од луѓето кои беа во специјалната полиција. Ова прашање со години наназад е актуелно, меѓутоа колку што состојбите за работниците се неповолни, односно се крајно лоши во затворите, јас сепак бидејќи сум особа кој, ако кажам, во сите затвори низ државата сум поминал, да не биде фалба, сум ги видел состојбите во, да речеме, во просториите кај што и работат вработените во затворска полиција, меѓутоа кај што живеат, односно кај што луѓето мора да бидат на издржување на казни затвор од причина што судовите одлучиле тоа што одлучили за должината и висината на нивно одлежување, значи таму е пекол. Зборот пекол е најсоодветен затоа што условите во кои живеат луѓето што издржуваат затворски казни е страшно. Меѓутоа, тие завршуваат со одржување и издржување на затворските казни и излегуваат. Огромен е бројот на луѓе што се од фелата и на новинарството и од политиката што биле во келии и што едноставно ги презентираат сите состојби се што поминале доека биле таму. Меѓутоа, прашањето кое е практично од ваша страна за да биде практично со одветен одговор е што со вработените во затворската полиција кои пак ќе мораат 30 години да бидат присутни со нивно работење во тие затвори. Тие, значи, мора тој работен Имаше една алегорија која е многу интересна за ова што го зборувате. Велат, да, условите се ужасни навистина и тоа сме го зборувале тука и во оваа емисија доста пати. Тоа е забележано и во извештаите на Европската унија, и на Советот на Европа, и на Стейт департментот за состојбата и тортурата во затворите. Но
има еден момент каде што некои од тие затвореници, некои не се осудени да речеме на долги казни, има од неколку месеци до година до две па излегуваат, но затворскиот полицаец е таму цел живот, што се вели. И велат тие, ако осуденикот кој живее навистина во такви лоши услови е привремено, ние сме таму осудени цел живот да бидеме во такви услови. Токму така. И затоа јас пример на ова што е писмото од страна на наводниот синдикат кој се грижи, уствари не се грижи, он сака едноставно пак да го руга, односно да го критикува директорот кој е само неколку месеци директор. Не го бранам пак, јас од моја страна не го бранам директорот и ние имаме наследба со директорот, исто со самостојниот синдикат на затворска полиција, кај што имаме еден сериозен пристап од наша страна, знаејќи ја состојбата и анализирајќи ја наназад 20 години, практично во делот на затворскиот систем, и ако кажам дека токму јас, дека бев председател на независниот синдикат на полицијата, бев промотор на менување на колективниот договор и менување на законот за извршување и санкции, со што затворскиот полицаец во моментов е порамнет со платите, можеби и е со повисок паричен износ на плата од редовниот полицаец. Ова можеби е несериозно од аспект на луѓе што анализираат работа и си викаат овој нешто сега глуми и кажа дека со раце покажува нешто што нема врска, уствари е така. Затворскиот полицаец беше далеку под нивото на платата на редовниот полицаец до 2019 година. 2019 година со изменувањето на Законот за извршување и санкции и со порамнувањето на статусот, односно со добивање на поголеми ингеренции, особено во делот на паричниот износ, платите се значително зголемени. Тоа е една работа, меѓутоа не се доволни. Тоа е многу значајно да и јавноста, и директорот, и самата влада за ова има на ум, односно го знае као податок, меѓутоа е едно од работите од она што овој синдикат сака да презентира, односно пак ја кажам, сака да го руга директорот. Директорот е факт особа кој е, да кажам, лице кое стварно не ги знаел ни приликите, ни состојбите, меѓутоа пак не го брано ако не ги знаел, а се нафатил да биде директор, дека не треба ништо да направи. Ние како самостоен синдикат на полицијата, на затворска полиција, односно како конфедерација со правниот тим, односно адвокатите 50 на кои ги имаме, значи 50 адвокати кои ни се на располагање, целосно ќе му помогнеме во делот на прашањето и на делот на она што треба да се направи во затворскиот систем, затоа што, пак ја кажам, работата е многу сериозна и мора да се оди системски во делот на сите тие 12 затвори, значи 12 затвори кои се на територија на државата и ставени на располагање на затворската полиција, односно на Министерството за правда и на државата, ќе морат, исто како Битолскиот затвор кој пред 2 години беше реновиран и се реновира дел од крилата по одредени затвори, значи мора да се направи една посебна физибилити не за година или две. Мора да се направи посебна една студија за реновирање, односно за подобрување на условите како оној што е во Кршање, односно во Кумановскиот затвор, така да мора најбрзо што може да се случи да се направи посебен пилот, проект, план со кој затворите мора да се доведат во една ситуација која е барем приближно на она што го имаат затворите во обкружување, бугарските затвори, хрватските, српските и така натака, кај што јавноста не ја знае ова работа, меѓутоа поединци кои влегли и знаат што се случува, пример, во хрватските затвори, кај што, да речеме, е една од државите, односно, која била република од СФР, односно од Југославија, кај што и ние сме биле дел од таа Југославија, значи ние едноставно касниме зад сите оние работи што се случуваат во поново време, односно во она што се случува во делот на живење на граѓаните на оваа држава. Да. Добро, пред самиот крај да ви искористам вашето гостување не само како синдикалец, туку и како поранешен долгогодишен припадник на полицијата, да ви прашам цел живот, да ја прашам за две актуалности. Една е сообраќајката која ја потресе целата нација на улицата партизански одреди, а имавме и синоќ една престрелка, ќе видиме и за тоа. Прво да ве прашам за она што се случи.
на Партизанска. Имено за нема да навлегуваме премногу во детали, во самиот случај, нели, тоа е веќе доста елаборирано. Сакам да ја прашам нешто во однос на тоа што се подигна во јавноста како револт, како одговорност. Имено целиот акцент ми се чини мере, барем некако се сврте кон судиката која го имала тој претходен процес со сега осомничениот за убиството. Па дали таа тогаш го судила доволно, дали требало да биде во затвор, дали не, па потоа тоа беше на апелација и така. Ниво тоа нема да не влегуваме, но ми се чини дека некако не се стави доволно акцент тука за одговорноста на Министерството за внатрешни работи на полицијата, бидејќи знаеме дека улицата Партизански одреди е една црна точка каде што имавме неколку такви случаи во минатото, слични, за жал, се млади девојки. Имавме и тука во близина и кај католичката црква, знаеме исто таков случај. И тоа дивење за кое граѓаните известуваат цело време, токму близко каде што се случи инаку сообраќајката, цело време се пишува и на социјални мрежи, и на се. Сега, осомничениот возел, без возачка, под дејство на алкохол, не знаеме дали бил под дејство на дроги, возел брзо, поминал на црвено, значи се што постои, да речеме, како прекршок направил во моментот и никој некако тука не го стави акцентот одговорност на сообраќајната полиција, на регулирање на сообраќај, на сообраќајни проверки навечер, кога е тоа најопасно, најфреквентно, кога најмногу се случува тоа, сакам да кажам. Па одговорот лежи во се она што пак наназад 10 дена го има Министерството за внатрешни работи као извештаи, кај што веќе граѓаните почнуваат не да се запрашуваат што правеле во минатото, него се запрашуваат дали е можно дека пола град Скопје буквално се лоши возачи, односно се возачи кои возат надвор од законите, кои возат или пребрзо, или во пијана состојба, или со забрана за возење и така натака, значи сите се прекршители на законот. Зборувате за тоа дека имаме засилени сообраќајни контроли. Засилени се од моментот на сето тоа што се случи на булеварот на смртта, така го нарекуваат граѓаните, за жал, мислам многу вака специфичен назив, меѓутоа, као што напоменавте, огромниот број на смртни случаи кај што брзото возење, посебно на булеварот Партизанска, доведоа во црнило огромен број на семејства, е нешто што мора сите ние, вклучувајќи ја и полицијата, да едноставно се запрашаме на кој начин ќе ги извршуваме и уствари како ќе ги извршуваат нивните работни задачи. Бидејќи јас сум надвор од работниот процес во Министерството, меѓутоа кога веќе имаме посебна сообраќајна, односно оделение за безбедност на сообраќајот во градот Скопје, под ЦВР Скопје и бројни други служби кои се во рамките на сите полициски станици кои гравитираат во градот. Значи, она што се случува, дивењето од страна на бројни граѓани кои се, без разлика дали се млади или стари, дали се национално земени македонци, албанци, значи се е... Се разбира, да. Се е небитно во однос на сето она што се случува. Значи, градот Скопје е хаос и ќе напоменам едно од нештата што во минатото можеби, барем јас го немам слушнато, зелен сигнал, односно зелена линија. Тоа значи дека се отварат сите зелени семафори да може да се фатат одеднашка. И тука буквално се забораваат возачите, зелен бран, и на тој зелен бран буквално се случуваат најголем број на прекршувања, односно на повреди на пешаците кои се на делот на Партизанска или пак на делот од булевар Аслом, односно низ аеродром, низ центар и така натака. Значи сите булевари кои имаат таков зелен бран е момент со кој МВР секако ќе мора да излези со такви статистики, аналитичките центри, односно секторот за аналитика, буквално ги има сите овие можни податоци, за да може на вистина началниците, односно командирите и сите оние кои се раководни лица во делот на сообраќајот да обратат посебно внимание со посебни, да речеме, пунктови за сообраќајни контроли, затоа што, пак ќе напоменам, гледано во делот на она што се случува по другите држави, по другите главни градови и по другите уопште градови низ Републиката и на
ниво на Балкан или пошироко, вакво нешто мислам дека навистина да не постои. Не се случува вакво нешто да имаме вакви работи кои се поврзани со големи повреди и сообраќајни, односно незгоди во делот на еден главен град. И пак ја кажам дека сообраќајната полиција мора да ги фати подобро законите и без разлика на тоа што ќе има бројни наплати на казни од граѓаните, меѓутоа ред мора да се воведе. Значи, особено во тие доцни нокни часови кога всушност овие сообраќајки и по правило секогаш се случуваат. Тогаш знаеме се води под дејство на некакви супстанции и така натаму. Добро, и за крај прашањето за престрелката во Топанско поле, еден повреден, еден убиен. Имаме министар Тошковски и партијата која го назначи ВМРО ДПМН, кога беа во опозиција доста критикуваа за ова. Има и пресконференции, велат мафијашки престрелки се случуваат во Скопје, полицијата не прави ништо. Еве повторно имаме мафијашки престрелки, тоа не една, неколку имавме до сега. Имаше полицијата и акции за апсење, за приведување на тие криминални групи, како што кажа, но еве повторно имаме мафијашка престрелка. Како да го спречиме ова? Таа проблематика ниту застанала, ниту ќе застане. Политиката си го носи своето. Едно е која една политичка партија е во опозиција, друго е која е на позиција, така да не само министерот Тошковски, туку целото општество, ние сме сведоци на се она што буквално се случува во делот на подземјето, посебно во Македонија и во градот, зашто не би сакал да коментирам. Факт е дека се она што го гледаат граѓаните во делот на дилање, во делот на пренесување на дроги, односно на одредени супстанции кои се недозволиви со закон, е основа да граѓаните, односно луѓето, на крај кривиштата посегнуваат со оружје од едни према други за да покажат силата, односно да го покажат доминантниот однос во општеството кој е газда на одредени територии. Значи, ние сме сведоци за огромни кланови од Бела ноча, од сега да не ги потенцирам, да не го злоупотребувам моето собствено време во емисијата, меѓутоа нема да кажам ништо ново, затоа што веќе јавноста научи да ги слуша сите овие фрази и сите овие термини, така да ако кажам дека Скопје и Македонија исто као Чикаго 1920 година, односно 20-те години од минатиот век, може ќе погрешам затоа што ситуацијата е можеби уште полоша во делот на тие наркокланови и во тие наркобизниси, црни пазари и така натака, така да министерот Тошковски и уопште владава има сериозен предизвик и проблем кој мора да го решаваат. Како ќе го решаваат, тие си знаат, бидејќи тие добиле мандат од граѓаните, тие се тие што се политичари кои треба да ја водат државата во наредниот период, така да пак напоменам. Едно е кога беа во опозиција, меѓутоа сега во позиција е нешто сосема друго, така да затоа и ние се третирам за една категорија на граѓани, особено од делот и од сферата на општеството, кај што ете и синдикално ќе помогнеме во делот на унапредување на луѓето, бидејќи не само што целиот мој работен век и процес го поминав во униформа, ќе помогнеме во многу голема мера, без разлика тоа што Мартин милува да каже пензионерите, така да има пензионери кои замина надвор од државата и возат камиони, ама овој пензионер останал тука, мене не ме интересира ни Швајцарија, ни пари као што промовираат одредени или милува да кажуваат, или пак замина поединци, многу добро знае јавноста и во Америка да возат камиони. Гоце не заминал, Гоце тоа што го знаел може и понатака да биде исклучително општествено корисно и за министерот Панче Тошковски, кој мислам дека за некои работи и треба ова што го слуша да го земе во предвид, затоа што меѓу пензионерите од полицијата, кои буквално се неискористени, без разлика што заминали и завршиле во пензија, и ќе искористам уште една минута во делот на пензионерите, Бугарија и одредени држави, токму тие пензионери од полицијата за одредени обуки, односно за тренирање на одредени полициски службеници ги земаат во предвид, дури има посебен закон во Бугарија кај што пензионерите, не алудирам дека јас сакам да се вратам на работно место во МВР, далеко од тоа,
ни на крај памет, меѓутоа има пензионери кои може исклучливо корисно да бидат употребени, посебно во делот на она што се случува, како што кажавте, се случи едно убиство, две ранувања во помош на намалување, односно во помош на она што треба да го прават полициските службеници, да оперативно делуваат пред да се случи нешто такво, да може да имаат информации за апсење, односно за предвремено појавување на полицијата на одредени места да се спречат и убиства. Да, се разбира, се е добро ефикасно да се искористи секој кадар. Господине Делчев Тодев, ви благодарам за ова гостување. Благодарам. И јас си од моја страна. Остануваме во контакт, ќе го следиме синдикалното организирање, се разбира. Одиме сега со една кратка пауза и продолжуваме со Александар Илиев, военно-безбедносен експерт.